Она што се случи, тоа е да нема одлука за нас и Албанија, дефинитивно е минус. Прво за нас, меѓутоа и за кредибилитетот на Европската Унија, а јас би рекла и за стратешката позиција на Бугарија во регионов. Да. Која што тие со ова ја загрозуваат. И тоа го прочитавме не од македонски експерти, од бугарски експерти. Она што мислам дека е јасно, е дека како влада во последниот период покажавме дека знаеме да правиме компромиси таму каде што треба, ама за прашања за кои треба знаеме да кажеме и не. Она што мислам дека е важно е дека во моментов неподелен е ставот во Европската Унија дека ветото им штети на сите и дека треба да се надмине. И тоа да се надмине не следната година, туку по можност до крајот на годинава. И германското претседателство тука реално помага. Најлесно сега е да дигнеме раце, да влеземе во нова кавга и да замрзнеме уште еден спор. Наша задача ќе треба да си го работиме нашето дома, и тоа со позасилено темпо, и наша задача ќе биде да покажеме дека знаеме што сакаме. Ние немаме комплекс. Тоа што сме македонци или што говориме македонски јазик, тоа никој не може да ни го одземе и тоа покажавме дека знаеме да го зачуваме. Ама за многу теми треба да најдеме начин како ќе ги решаваме и ќе ги поправаме грешките. Ваквиот настап со практично вето ги засилува сите оние кои што работеле на лоши односи помеѓу Северна Македонија и Бугарија. И наместо да ги подобруваме односите, да збогатуваме со економија, со образование, со култура, сега е многу лесно да се градат ѕидови. И затоа мислам дека оваа стратешка грешка ние не смееме да ја направиме, меѓутоа јас се надевам дека и Бугарија нема да ја направи. Мислам дека одговорноста на сите, особено нашата и на Бугарија, е да најдеме решение не следната година, туку до декември.